Дали ти имаш касичка и дали щедиш пари? Да, јас имам касичка дома, уствари 2 касички имам дома и сека ќе ми останат парите си ги штедам. Штедењето е многу важно и не треба да ги трошиме парите за се и сешто. Јас имам паричка и си ga чувам, отија ga расипам, ке немам паричка и касичка. Дали щедите пари, дали титата штеди Јас пари? штедам пари и нека е среќен ден на штедењето и денес. Јас многу сакам да штедам пари. Јас имам 5 каси у них се ако најдам паричка си ги турувам у моите касички. Јас имам 5 каси, секој има по 1, 2, 3, колку ќе видам паричка, секој ги ставам во мојата касичка. Дали после кога ги наполните касичките си купуваш нешто? Да, што ми треба работите. Ми треба, ќе си купам со моите пари многу вредно, значи. Вака најмладите кажуваа и зборуваа за штедењето. Денес со посета на експозиторите на банките уште еднаш се потсетуваа за значењето на штедењето. Вашите родители секојдневно работат за да заработат плата, да ги задоволат вашите секојдневни потреби. Меѓутоа, понекогаш сакаме и нешто повеќе. Сега, кога сакаме и да си дозволиме нешто повеќе, потребно е да штедиме. Секоја вишокна паричка треба да се стави во касичка и касичката да се однесе во банка за да се стави на штедна сметка. Така континуирано средствата растат. Тоа сушност е и штедење. Значи собирање и чување на средства и пари за потрошување во некој иден временски период. И покрај силните надворешни негативни влијанија врз економијата во Македонија, банкарскиот сектор може да се оцени како стабилен, цврст, отпорен на глобалната криза предизвикана од војниот конфликт, што се уште трае и се разгорува во Украина, а кому му претходеше долга и сурова борба со пандемијата предизвикана од коронавирусот, велат од Асоциацијата на банки. Доказ за цврстината на банкарскиот сектор е вкупниот износ на депозитите на населението, што во септември 2022 година изнесува 5,27 милиарди евра, што е пораст од 5,41% споредено со истиот период минатата година. Секој заштеден денар е денар инвестиран во иднината, велат банкарите.